Многумина ми велат, многу сум ја раситнил Рут. Можело да ја поминеме понабрзина. Може, ја реков минатиот пат дека книгата Рут, ако земете да разгледувате, колку ја разгледуваат, колку ја толкувале, многу малку ќе најдете луѓе кои во однос, велам, на другите книги. Од кои причини не знам, меѓутоа повеќето велат дека немало што да се каже. Јас ја најавував толку долго во почетокот и во овие изминати месеци дека нема поубава љубавна сторија од книгата Рут. Меѓутоа секое проповедање пак велев се уште не сме стигнале каде е таа љубов во оваа книга и толку најавувана љубов во оваа книга Рут. Меѓутоа, оваа трета глава, оваа вечер, како што реков, ќе ја завршиме, би сакал сосема накусо да се осврнам што тоа видовме. Мислам дека беа три проповеди од третата глава. Интересното беше што третата глава започна со една грижа на секрвата Ноемин кон нејзината снаа Рут. И таа загрижена со нејзините мисли секој пат имаше преголема желба за нејзината снаа да ја вдоми. Рековме да ја најде еден дом, вистински семеен дом, место каде што ќе ја обезбеди некаква сигурност. И во таквата нејзина намера, знаејќи дека од почетокот од кога дојдоа во Витлеем, од првите нејзини почетоци, кога почна да оди и да работи по полињата, и првата нејзина средба со воз, таа направи еден, би рекол, многу чуден план на прв поглед, и тој план беше, го разгледувавме кога и кажа на нејзината снаа, бидејќи жетвата веќе е завршена, се очекува да заминат на гумното, каде што ќе биде веењето и чистењето. Во таква една прилика и даде еден совет и рече да се истушираш, да го облечеш најубавото што имаш на себе, да ставиш најубав мирис и да отидеш таа вечер таму каде што ќе се вее родот. Прв поглед реков дека малку упатува ако го прекршиме преку денешен аспект, ако го прекршиме преку денешно разбирање. Денеска е многу нормално и секој пат кога говориме дали станува збор за машко или станува збор за девојка, секој пат сме се дотерувале, сме се намирисувале и сме оделе да заведеме некој. Ние мажите или да заведеме некоја девојка, или има и девојки, велат дека времињата се смениле, дека денеска повеќе девојките заведуваат неголи мажи. Не знам како е точно. Меѓутоа, кажавме дека нема ништо слично од ова што го говорам, во таа на Ноемин замисла и сето тоа што ја советува да го направи. Видовме дека таа и рече дека од кога воз ќе се најаде, од кога ќе се напие, од кога ќе си го развесели срцето, тогаш да отиде и многу тивко да легне од кај нозете негови. Таа го направи тоа многу скромно. Таа го направи тоа со едно многу големо почитување. И ние говоревме дека минатата проповед, од кога воз подзаспа и од кога се случи сето тоа, тој се запна. И така целиот жашен од темнината и не знаејќи што се случува, имаше еден диалог, која си ти всушност? Ја праша, што се случува во таа темнина? Таа одговори дека таа е неговата слугинка и дека тоа што го прави
или точно како што таа рече, би сакала да го земеш ќошето од твојата наметка и да ме покриеш. Кажавме минатиот пат дека може да звучи негативно или како што реков дека Рут има некаква намера да го освои воз. Видовме дека ако се вратиме во еврејската култура, видовме дека таквиот начин на кој што приде Рут покажува и укажува само на една единствена работа. Покажува дека таа е покорна кон него, покажува дека таа е понизна кон него, покажува дека има една и единствена желба, како што рековме, да биде низиниот спасител и да биде низиниот искупител. И во тие моменти Воз рече да остане тука, да преноќи оваа вечер, а утре са бајлина ќе продолжи или ќе замине дома. Меѓутоа и даде многу важно, и го потенцирав, и даде збор да не се грижи, дека ќе направи се што е во негова моќ, дури и кажа многу отворено дека не е тој единствениот роднина, дека има некој друг, меѓутоа утре се што треба тој ќе направи. Боријан ги прочита овие 4 стиха. Текстот ни вели и од текстот гледаме дека се уште во рани мугри, пред да излезе сонцето. Текстот ни говори и можеме да видиме дека не можат да се препозна во темнината. Воз ја советува полека, внимателно да се прибере дома. При тоа што таа наметка која што ја има, ја натоварува со 6 мери, ни се кажува, јачмен, да не оди празна дома. Пристигајќи дома, нејзината свекрва, Ноемин, ја прашува, текстот вели што направи, што се случи, може би во оригиналот продолжува таа нејаснотија поради темнината, која си ти и што се случи таа ноќ. Таа одговори на нејзината свекрва дека Воз и дал ветување, дека дури и дал овие 6 мери јачмен, да не оди празна и дека утредента се што треба ќе направи. Ноемин многу добро ја разбира целата ситуација, Ноемин многу добро ги разбра и зборовите и тоа што и дале тие 6 мери јачмен, да не се враќа празна дома. И таа и вели на крајот да не се грижи, бидејќи е сигурна дека се што треба Воз ќе направи за нејзи. Многу вака едноставен текст би рекол, и Боријан што го прочита, и јас вака го накусо го прераскажав овој текст, нема, би рекле, апсолутно никакви дилеми или нема некакви нејасноти. Меѓутоа, за да ја оправдам мојата толку најавувања преубава љубовна сторија помеѓу Воз и Рут, јас и оваа вечер на оваа моја беседа се мислев многу каков наслов да ја дадам, и насловот го одбрав да биде Божјата љубов. Зошто Божјата љубов, бидејќи во еден наврат исто кажавме дека Воз е преобраз на Исус Христос. Меѓутоа, многумина велат каде е овдека љубовта. Каде всушност овдека можеме да видиме таа љубов. Сакал или некел пак ве навратам на првите почетоци, на првата средба помеѓу Воз и помеѓу Рут. Ако се сеќавате, од кога ја примија да работи на полето, како аргатка, едно доваѓање на Воз да ги посети неговите вработени, да ги посети неговите слуги, да ги посети неговите аргати, тој во првиот момент ја забележа Рут. И ако се сеќавате, веднаш и праша, која си ти, од каде си ти, таа му одговори чија е, од каде доваѓа.
И минатиот пат, во истиот овој контекст, кажав дека разликата помеѓу Рут и разликата помеѓу Воз е голема. Дека Рут била млада и убава девојка, може да го видиме од текстот, дека Воз бил богат човек, кој што имал големо имање, кој што имал многу вработени, исто така можеме да го видиме од текстот. На 2-3 места, кога говори за нејзин спасител и овдека, во денешниот текст, говоревме дека што треба во тој период и во тоа време, што представува и кој може да биде искупителот на Рут во ситуација во каква што се наоѓа Рут. Има три сегмента, или има 3 причини кои што оној кој што се јавува како искупител, како спасител, кој што може да го искупи и нејзиното богатство, и нејзиното наследство, но пред се да го искупи името од нејзиниот свекор од Елимелех. Кои се тие 3 многу важни и многу битни сегмента за да некој може да се јави како спасител? Првата и основна работа е, мора да бидете во родство. Мора да имате некаква крвна поврзаност со човекот или со луѓето во дадениот случај, мора Воз да има некакво крвно сродство со семејството на Елимелех. Воз тоа го има. Го видовме дека се во крвно сродство. Втората многу важна и многу битен елемент е да може да имате моќ, да може да имате средства, да имате пари, за да можете да го откупите сето она што е негово. И третиот и многу важен и битен сегмент е да треба да сакате. Било кој од овие 3 сегменти, било што да недостасува, може да бидете во крвно сродство, може да имате пари, да немате желба и да немате волја да го направите тоа. Може да имате волја и да бидете во крвно сродство, да сте во беда, повторно не можете да го направите сето тоа. Од овде гледаме дека Воз е вистинскиот човек, Воз во комплетност од овие 3 елемента или сегмента, Воз ги поседува. И е роднина, како што рековме, и е богат човек, и ветува дека ќе направи се што треба. Каде е овдека за мене преубавата љубовна сторија? Ја не знам како денеска младите или како секој еден од нас ја разбира љубовта. Не знам кога се поставува прашањето на љубовта, предпоставувам кога би можеле сега секој еден од нас да искаже како ја разбира љубовта, верувам дека ќе слушнеме најразлични одговори. Зошто го говорам сето ова? Многу е тешко, без разлика на нашите години, меѓутоа ако сме и во позрели години, секој еден од нас бил млад. Секој еден од нас, верувам дека во животот, макар еднаш се влюбил, ако не повеќе пати. Секој еден од нас овдека многу добро знае какви се тие чувства и какви се тие емоции кога станува збор за љубовта и кога станува збор за љубеноста. Сето ова го говорам, ако ја погледнеме љубовта од аспекти од страна на Воз и помеѓу Рут, многу тешко пак ќе кажам без да ги знам вашите одговори, многу тешко верувам дека било кој ќе се препознае во оваа љубов. Ја минатиот пат кажав дека колку повеќе навлегуваме во оваа љубовна сторија, во суштината помеѓу Рут и Воз, толку повеќе мене, додека ги подготвувам проповедите и минатиот пат го споделив со вас, човек може да посака жена, сопруга, како Рут, но и жените може само да посакаат да имаат еден маж или еден сопруг, како што е Воз. Зошто го говорам сето ова? Бидејќи многу е тешко
да се заљубите во девојка. Ке говорам од аспект на маж, ке говорам од аспект на воз. Во млада, во убава девојка, во позиција каде што може не еднашка, и на гумното, и вечерта оваа вечер кога ја испраќа, има многу можности да ја искористи. Многу можности. Има многу, би рекол, скратени патишта да ја оствари љубовта, како што предпоставувам дека повеќето од нас ја разбираме. Луѓето, затоа реков и пред малку, без разлика на годините, не верувам дека нешто многу се има променето во однос на љубовта помеѓу еден маж и една жена. Луѓето од денешен аспект, кога би имале една ваква ситуација, да бидеш влюбен во девојка, не станува збор, значи дали ти се допаѓа. Завршена е таа приказна. Ти се допаѓа многу и си влюбен. И да имаш вакви ситуации како што ги имаше воз. И да бидеме во позиција како што беше бил воз. Јас мора да бидам искрен дека сигурно барем 2 пати ќе се обидев да ја искористам Рут или да ја искористам мојата љубена. И сепак ќе го оправдувам сето тоа, бидејќи многу ја сакам. И бидејќи многу сум влюбен. Меѓутоа, овдека гледаме многу поинаков начин што значи вистинската љубов и што значи да бидеш влюбен на вистински начин. Без разлика на сите околности, без разлика на сите можности кои што ги имаше воз се однесуваше како вистински маж, дирекле како вистински джентлмен. Во ниту еден момент не можеме да видиме, ниту за миг, дека воз се обиде да ја употреби, се обиде да ја искористи Рут. И ние ќе видиме, ја реков дека од наредниот пат ќе ја разгледаме, влегуваме во 4-та глава, милувам да кажам ќе биде свадбата. Така велам. Меѓутоа, ова е кулминацијата на љубовта. Ниту вечерта кога отиде кај него, ниту пак таа имаше било каква намера да го злоупотреби воз, или да ја искористи неговата позиција, или како што милуваме да кажеме народски да се упика на воз и да го земе за нејзин маж. Многу важен е овој сегмент и овој однос на една ваква вистинска љубов. Пак ја повторам, секој еден од нас може најдобро да си одговори што представува и што секој еден од нас мислел во однос на љубовта, во однос на спротивниот пол. Другиот многу важен сегмент кој што сакам да го истакнам во контекст на љубовта, дали кога сте во позиција, дали кога ви се даваат некакви можности кои што можете да ги употребите во своја полза, наједноставно кажам. Дали секој пат или секој пат кога ќе ни се пружи таква можност, ние ги употребуваме. Дали секој пат кога ќе бидеме во дадена ситуација, ги употребуваме тие наши, би рекол, можности, кои ни даваат некаква предност, би рекол, во однос на љубовта. Цело време милувам да кажам како да сакаме тој љубовен пат да го скратиме. Како да сакаме тој љубовен пат и тој љубовен однос некако да го заобиколиме, ако има некој покус пат, да поминеме преку него. Многу далечни ни се гледаат, би рекол, регуларните патишта. Многу далечни и многу тешки ни се гледаат овие патишта кои што ги гледаме овдека помеѓу воз и помеѓу Рут. Зошто велам тешки? Тешко е, пак ќе кажам, од таа страна да ја имате љубената на вашиот живот и да треба да поминувате низ вакви искушенија и да обстоите до крај, и тоа е во име на љубовта. Сето ова што се случува помеѓу воз и помеѓу Рут, сето она што го прави како жртва воз,
Сето она што го прави како жртва Рут, го прави со една единствена цел, го прави во име на љубовта. И на крај, како последен сегмент од оваа взаемна љубов, дали ние, кои велиме дека сме образ и подобие Христово, дали ние кои што неминовно е да го спомнам машкиот час, говоревме дека нема човек кој што нема дар од Бога. Нема човек кој што има луѓе кои што имат и повеќе дарови од Бог. И дадени се со една единствена цел, да го прославиме велам Бог и да си служиме со даровите едни меѓу други. Дали љубовта која што ни е дадена од Бог, дали љубовта која што е вградена во нас како образ и подобие Божјо, дали таа љубов си ја споделуваме едни на други овдека во нашето заедница, овдека во нашата црква. Повторно ќе се вратам на овој текст, каде што на крајот, во 18-та глава, Ноемин, свекрвата на Рут, од кога ја слушна и вели да не се грижиш, се што е во негова можност, тој ќе го направи. И тој ќе го направи многу, многу, многу брзо. Сите овие три многу важни за мене аспекта. Сите овие, би рекол, три суштински делови на љубовта, не знам дали ги препознавате, меѓутоа, ако земете да го читате Новиот Завет, колку повеќе го читате Новиот Завет, толку повеќе ќе ја препознаете оваа љубов за која што ви говорам. Колку повеќе го читате Новиот Завет, колку повеќе се запознавате со Христос, толку повеќе ќе ја разберете оваа љубов за која што ви говорам. Зошто ви го говорам се тоа? Како Христос со нас е роднина. Како Христос со нас е крвно сврзан. Многу едноставно. Неговото доваѓање на земјата, сите добро знаете дека нели велиме 100% Бог, 100% човек. Ете тој дел што го зема како човек, ете тој дел не врзува со Христос и ете тој дел не прави да бидеме роднини со Христос. Тоа е првиот сегмент по тоа што ви говорев што треба да поседува еден искупител или еден спасител. Ние како луѓе на планетата Земја, сите луѓе, нема човек кој што не е во врска со Господ Исус Христос. Вториот сегмент, дали може и дали има моќ, за тоа најмалку треба да ви говорам, за моќта и за силата на Господ Исус Христос, дали може да не искупи и да не откупи. Дали сака, има голем прашалник дали сака. Сака. Христос го докажа тоа и го направи тоа. Без да одбере, правам една паралела со воз и со сите нас, без да одбере куси патишта. Без да одбере да го скрати патот. Само ќе ве подсетам дека крштевањето на Христос од страна на Јован Крстител на реката Јордан, после тоа Христос беше однесен и испитуван или искушуван. Во ниту еден момент Христос не сакаше да го скрати патот. Имаше можност да расчистиме една работа. Многумина велат дали Христос имал можност. Да, Христос имаше можност да каже не. Христос имаше можност да одбере покус пат. Христос имаше можност да се откаже од целата негова мисија. Христос ниту кога беше искушуван, не го одбра по краткиот пат. Христос преку целото негово живење ја докажа љубовта за која што говорам, дека љубовта не познава куси патишта.
Вистинската љубов е љубов која што познава долги патеки. Вистинската љубов е љубов која што, како што велиме, која ќе поминеме црвената лента од овој живот. Вистинската љубов Христова во еден момент на своите ученици им рече: не дојдов да биде волјата моја, него дојдов да исполнам волјата на мојот Отец небесен. И ќе завршам со оваа порака. Сакам од оваа вечер, од оваа Божја љубов, како што ја нареков, сите да се запрашаме: практикуваме ли една таква Христова љубов? Практикуваме ли секојдневно една љубов, без при тоа кога ја практикуваме да размислуваме на покуси патишта? Без при тоа да размислуваме по некој покус, по некој заобиколен пат? Имаме ли љубов без разлика на околностите, без разлика на тешкотиите, да врвиме со полни срца? Имаме ли таква љубов едни меѓу други, да си служиме едни други со нашите дарови, без разлика на околностите, без разлика во каква состојба се наоѓаме? Бидејќи љубовта ги надминува сите разбирливи, би рекол, нешта. Не сакам ни да се навраќам во Коринтијаните 13 глава за љубовта, но вистинската љубов е оваа љубов која што ја гледаме помеѓу воз и помеѓу Рут. Ние ќе видиме, како што реков, ќе продолжиме 4 глава наредниот пат и ќе видиме како ќе заврши оваа љубовна сторија во една, би рекол, во еден преубав брак. Господ да ве благослови.